Исклучително жестоки пораки испрети српскиот државен врв со кој предизвикаа македонско-српските односи да го допрат дното. Аналитичарите кои будно ги следат последните политички настани најостро ги осудија вчерашните реакции на официјален Белград. Според поранешниот амбасадор Ристо Никовски, во наредниот период не очекува остра реторика на неочекувани одлуки и потези. Тој додава дека Белград очигледно свртал нова страница во односот кон Македонија. Мислам дека во целина спомнувањето на Косово, на УНЕСКО се само еден мал повод, дека во прашање се многу посериозни причини кои на убав начин ги индицира и трилатералата која се одржа во Солун пред некое време меѓу Србија, Бугарија и Грција, која да не се залажуваме целосно беше посветена на Македонија. Војна нема да има, војна во регионот нема да има во следниот период и то подолгорочен период, тоа е факт, меѓутоа нема да има ни мир. Потегот на Србија е крајно необичаен во дипломатијата, бидејќи на консултации се повикува шефот на представништвото, не и домарот, нели така. Тие го направија тој потез кој велам со кој сакат да ја нагласат тежината на нивниот потек, сериозноста на нивниот потек, али најавата дека ќе се вратат покажува дека некои работи ќе, нели така, ќе тргнат по нормални текови. Знаете, според дипломатската пракса, доколку амбасадата остане без дипломат, односно без вршител на работите, се прекинуваат односите, дипломатските односи. Очигледно Србија нема таква намера, меѓутоа, велам, сигналот е доволно силен, доволно јасен и сега на нас преостанува како ќе реагираме и како ќе се однесуваме понатака, бидејќи ситуацијата во која сме доведени од сите аспекти е крајно сериозна. Универзитетскиот професор Јове Кекеновски, кој што се огласи на социјалните мрежи, смета дека по смената на Зврлевски се отвара простор за истрага на случувањата од 27 април и насилниот упад во собранието. Истрагата може да доведе, како што вели Кекеновски, до највисокиот политички врв на Србија и за нивна вмешаност во обид за насилен упад во државната институција. Плашејќи се од идната истрага, српските највисоки функционери се обидуваат со овој гест да се обезбедат простор за иден пазар со новите власти во Република Македонија. Во спротивност следуваат сериозни консеквенции кон нив од страна на меѓународната заедница, пишува Кекеновски. Од Македонското министерство за надворешни работи ги демантираат тврдењата на српскиот државен врв според кој Македонија вршела разузнавачка офанзива врз Србија. Владата на Република Македонија ниту имала намера, ниту дала наредба или инструкција, ниту извршила разузнавачки дејства против и на штета на некоја од нашите соседни земји, вклучувајќи ја тука и Србија. Ниту пак некогаш ќе размислуваме во оваа насока. Институциите на државата работат согласно законот за заштита на уставниот поредок и на граѓаните на Република Македонија. Впрочем, токму луѓето во оваа влада ги почувствувале последиците од незаконско прислушкување и добро знаат што значи тоа. Димитров посочи дека утре очекува да бидат разјаснети сите отворени прашања со неговиот српски колега Ивица Дачич во телефонски разговор, како и да ја слушне конкретната причина од нивна страна поради која што се повлечени службениците од амбасадата во Скопје, бидејќи како што вели тој се уште не ја знае причината за овој чекор. Според министерот за европски прашања пак Бујар Османи, земјава развива добрососедски односи со сите држави од регионот и дека новата влада превзема интензивни активности за да ги реши отворените прашања со соседите. Будно ја следиме ситуацијата, меѓутоа не би избрзале со заклучоци. Тоа што можеме да поздравиме е изјавата од српска страна дека, односно нивниот официјален став за заштита на пријателските односи и враќање на состојбите во вообичаените рамки. И ќе работиме на тоа. Од Европската унија во врска со ова прашање се воздржа од коментарно за post.mk посочија. Ова е билатерално прашање меѓу двете земји кои Европската унија ги следи внимателно, но за кои нема да коментира. Ние гледаме двете страни да се воздржат, да покажат трпение и да се справат со ова прашање мирно и во духот на добрососедските односи, стои во нивниот одговор.